Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Тоа што е донесено со газење на Уставот, со прекршување на деловникот и законите, со силување на демократијата, не може да биде закон. Секој објавување во службениот весник на така наречениот закон за употреба на јазиците без претходен потпис од страна на председателот на државата, господинот Ѓорѓи Иванов, повторувам, без подпис на председателот на државата, не е ни легално, ни легитимно и сноси не само политички, туку и правни последици. Тука пред просториите на службен весник на Република Македонија, уште еднаш предупредуваме дека незаконското објавување на законот се смета за злоупотреба на службена должност и е казниво согласно членот 353 од Кривичниот закон на Република Македонија. Ова дело не застарува за година, две или за три, за да може сторителот да биде амнестиран од судството на Зоран Заев. Со оглед на тежината на делото и огромните штети по буџетот на Република Македонија кои би ги предизвикало незаконското објавување во службен весник, ставот 5 од членот 353 предвидува затворска казна од најмалку 5 години. Ниту една институција, ниту едно раководно лице не смее да падне под нелегалниот притисок на власта и мора да работи по словото на законот. Заев и неговите партнери ги прекршија законските и уставните одредби за да ги донесат неуставните закони, како овој, за јазиците кои има за цел да ги одржи на власт. Но ние веруваме дека тоа службениот весник нема да го дозволи, бидејќи спротивната постапка носи и кривична одговорност. Секој совесен граѓанин, а пред се функционер, треба да знае дека ако на врвот на владата им е вообичаено да ги злоупотребуваат одредбите на законите, тоа не смее да биде правило ако сакаме да имаме правна држава и правен поредок во Република Македонија. Ви благодарам.